Имаме малку поблизок контакт меѓу нас и бидејќи првиот ред е празен, сега ќе ве ставам на предизвик да се организирате во круг да седнете. Може? Оти ќе ни треба и за играта. Така да сега мала гужба ќе направиме. Значи столчето у рака и некако направите. Може да е од историја. Така, значи... Може да е умрет. Може да е умрет, може да е жив. Може да не е ни роден. Ако ви стикне, значи... Име на еден лидер, на едното липче, пишете го да го прочитаме, да можеме да го разбереме. А на другото липче, значи, ваши очекувања, 2-3, од овој собир. Значи, пред ни е битно да видиме дали знаеме кај сме. Поред? Ајде брзо. Значи, на оваа табла ќе лепите, после тоа еден по еден како се готови идете, ќе ги лепиме лепчињата со името на лидерот, на другата табла ќе лепиме вашите очекувања. Може? Може? Ајде. Тук имаме дружествена табла. Тука, ај треба да видиме ова. Напред. Имаме едно липче, очекување да се забавуваме, да се дружиме. Тук имаме дружењето, забавата и игрите. Добро, имаме интересни игри, забава и дружење. И хитните дека играме? Да се дружиме и забавуваме. Ајде ќе биде ова, да се забавуваме и да се дружиме. Или да ги ставаме на едно место. Па мислам дека секој биде едно место. Интересни игри, забава и дружење. Игри, дружење, забава. Само да се дружиме. Да се забавуваме, ајде да учиме. Тука малку учењето да останува на дружбата и забавата е... Да се дружиме и забавуваме. Забава, лидерство и дружење. Ова е баш Некој знае малко повеќе. Забава, игри и сертификати. Това е баш дружба и забава. Игри, забава, дружење. Да се дружиме и забавуваме. Очекување да се дружиме за познавање. Забава, интересни игри, сертификат. Кај беше сертификат? Да се забавуваме, да се дружиме и забавуваме. Забава, сертификат, тимско работење и лидерство. Молим, ово станува да знам. Дружиме да се забавуваме. Браво. Кој го напишал? Браво, Мирина. Ајде напред. Значи, може да почнеме со обуката. Значи, оваа обука се вика лидерство и е прва од 4 што ги планираме. Значи, во наредниве 2 месеци, 2-2,5 месеци, планираме да реализираме ова 4 обуки. Значи, после од 15 часот имаме уште една група и некаде, не знам од која обука, кој ќе најдеме простор, ако тоа е возможно, може и заеднички некои среди да имаме, или па ќе видиме која група ќе биде подобра. Тук имаме табло со лидери. Ќе разгледаме малку подоцна. Првенствено ми е битно да се запознаеме. Вие се знаете меѓу вас повеќето, така? Да.
невезно. Така да сега ще ни видя и они не ме знаят. И аз не познавам, никой нямам кој се бил. Особено нас. Особено вас. Ајде вака, таа некој брзо представување, ќе почнеме од тука. Значи ќе си го кажете името, може би кај учите и некоја символика на првата буква, значи тепше, сонце. Минатата година на тие столци вака сега првенствено беа дечки од тука. Реално сум имале делумни активности, не можам да кажам дека сум задоволен во однос на некоја голема активност или проект кој што се реализирал, но сум среќен што сме успеале да останат како дел од организацијата и тука постои надеж реално да се инвестира реално во млади луѓе кои што можат да бидат поактивни, значи, во развојот на организацијата заедно со тоа. Океј, ќе одиме со кратко представување на детскиот парламент, детски младински парламент. Така да одиме со видео презентација, но реално сметам дека нема да навлеземе многу во теоретските презентации денеска. Сметам дека ќе одиме поише на игри, запознавање, а овој ќе ви го дадеме за вас да си го прочитате и верувам дека за наредни пати ја знаете горе-долу што е детски парламент. Значи, реално се по-неомилено ми станува да одам по долги зборувања, посебно на овакви теми, но знаете како и на Facebook ова го има, така да голем дел од ова може да го прочитате, да го видите преку слики, да видите активности и преку понатамошните дружења за познавање, реално се повише да дознавате од организацијата. Дојде доброволно пред се тука. Верувам дека некој не дошол под присуство. Кажете. Влада е тука, ако треба да ми кажете, да го пратиме назад. Не е страх. Кажете му ќе не зарадете. Значи е мастор на организација хуманитарна и ги остварува своите општествени цели, значи за развој на деца, млади, за развој на општествени, економски, социјални, здравствени, хуманитарни и културни активности или такви аспекти. Значи, како организација, своите основи ги имаме врз основа на тоа што значи Конвенција за правата на децата. Дали сте слушнале дека постои таков документ? Да. Значи, Конвенцијата за правата на децата, знаете кога е усвоена? Што ќе бидат успешни лидери и ги познаваат своите права и одговорности и ќе работат за доброто на општеството. Значи тоа е една генерална визија, што се вика, на глобалната слика која што може да видите. Сега, мисијата на детскиот и младински парламент на Македонија е да врши промоција на демократските, дипломатските вредности, да ги развива меѓународната соработка, мирното решавање на конфликтите и да врши промоција на здрав и позитивен животен имидж кај децата и младите. И сега целите на детскиот парламент е да развива волонтерско работење, стекнување на знаење преку метод на неформално образование. Значи ова денес кај што сте дојдени тука е реално неформално образование. Има три вида на образование, значи формалното образование е тоа што одите на школа, тоа што ќе одите на факултет и после тоа магистратура, докторат или било кој докаде ќе успее да стигне со образованието. Може по докторат. Доктор. Значи реално, тоа што одите на училиште, тоа е формално образование, зашто државата за тоа ви издава, например, одреден сертификат или диплом или какви да нарекуваат,
например, подоцна таа диплома ви ја вреднуваат и ви служи за вработување, за понатамошен успех или се во животот. Неформалното образование се случува преку медиумите, невладините организации, реално одредени групи, неформални, формални. Исто и тука постои можност да се издават сертификати. Во Македонија постои еден закон кој што значи дека тие сертификати некаде ги признаваат. Обуки што се вика, сертифицирани од различни области, од тимско работење, лидерство, проектен менеджмент, различни хуманитарни обуки и можност за работа. Значи, сватете дека формалното образование е еден дел, но е поминато времето и што само ќе ви значи формалното образование. Значи, многу пати, за жал, кај нас и такви општеството и словите, ќе ви речат, завршете училище. Естонија, кај е Естонија, знаете? Горе на север. Шпанија, Италија, Франција, Англија. Кој други изкушам? Значи, претежно се европските нешто биле. Преку оваа програма, тоа што сме шетали назад, тоа е друго. Океј, значи, неколку години, откојатим официјално не ви се представи, значи сакам за подоцна, но можем и сега, значи јас сум Стефчо Дечев, моментално работам како извршен директор на 2 норвешки фондации, председател сум на партија, значи на општинската организација, имам собствен бизнис, Good Cafe кафичот, што уште? Значи сум основач на детскиот парламент и председател на собранието моментално и координатор на еден христијански фонд. Прашање имам за него. Океј, спремни? Спремни? Значи, овоште да може да кажем само тие 30 минути вечерта. Овошта салата стите. Океј, правам салата. Овошна салата. Сега ми е... Браво, да живо. Браво, казвам. Браво, браво. Треш. Назад. Пошто знаете дека во средниот век има... Кои се најинтересните работи во средниот век, освен на витези, тепање, коњи и слично? Не, такви работи нема, но знаете дека постојат замоци, принцези, и уште нешто има.
принцеза, замок и ще нещо има. Негатив има, най-вероятно знаете ли, змеjovi вещери предпознат. Така? Сега. Ще да поделим сите во 3 групи. Принцеза, змей и замок. Ќе видиме како ќе видиме со бројка на луѓе, затоа што ќе ни треба тројца за еден пар. Тоа значи дека секој ќе се одбере еден момент од овие 3 и замокот, ако ни се падне и се делиме, дека јас и ти сме замокот како се прави? Така? Да. Принцезата, како ли беше името? Хелена. Принцезата не треба да биде убава, весела, насмејана, нашминкана. Обично принцезата секогаш е во замокот, така? И ќе треба да испадне некако си... Змејот нема да биде по луѓе, но тоа значи дека, кога ќе се каже змеј, ќе треба сите да се растуриме и да се најдеме повторно партнер. На кој начин? Ќе се поделиме сега следното ќе ви објаснам кога работи. Замок. Принцеза ќе биде. Принцеза. Замок. Принцеза. Принцеза. Кога ќе речам? Слушнете ме сега. Кога ќе речам? Тебе се бројавме ли? Кога ќе речам замок, тоа значи дека вие што се замоти, треба да трчате и да си го најдете партнерот и да застанете да направите замок. А принцезите ќе мора да си најдат свој замок и да се пикнат надре. Таа принцеза која што ќе остане надвор, ќе го кажува следното. Имате како сега ова што беше, ова сме слабо не знам права. Кога ќе речеме змеј, тоа значи дека замокот и принцезата се разбира и секој треба да направи свој замок со принцеза внатре. Ајде да пробаме. Тоа значи сега само замоците се местат, а принцезите треба да најдат свој замок. Делов или деновија. Го имате исто и на веб страницата, може би не целиот материјал. Значи најнапред ви историјатот, потоа ви основните цели и програмата.